Добро утро и од мене. Деновиве течат 16 дена активизам против родовото насилство, родово базираното насилство, и по тој повод наша гостинка денеска е Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство. Добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Овој пат, ова веќе редовна една активност која што на повеќе нивоа се спроведува, трае 16 дена, тогаш се зголемуваат активностите, се интензивираат, нели, околу тоа да се различни аспекти на овој проблем да се разгледаат. Денеска ќе позборуваме за фемицидот, затоа што вие имате една најнова анализа. Но претходно сакам да ве прашам сепак за оние што не знаат или што прв пат се среќаваат со овој поим, да ни објасните што значи фемицид. Да, како што напомена, 16 дена активизам почна на 25 ноември како меѓународниот ден за борба против насилство врз жени, ќе заврши на 10. Она што само сакам на почеток да го напоменам е како што сподели и ти, Сашка, многу активности се случуваат во овие 16 дена, па јас само чисто би поттикнала дека тие активности не мора да бидат баш сконцентрирани во овие 16 дена, туку да треба да бидат распоредени низ целата година и 365 дена во годината да зборуваме за овој проблем. Овој проблем е општествен проблем, не е проблем на жените. И треба сите да се вклучат. Сите чинители на сите нивоа. Во однос на фемицидот, да, фемицидот представува родово базирана форма на насилство врз жени и е секако најсериозната форма, завршува со смрт на жената, и е насилство врз жена, односно убиство на жена само затоа што е жена. Кај нас во нашиот кривичен законник не е препознаен како посебна форма, не е криминализирана. Секако убиството е дел од нашиот кривичен законник, како отежителна околност се предвидено убиство во семејно насилство, но тоа самото по себе не е доволно за да се, како да кажам, разбере и соодветно казни сторителот на ова тешко кривично дело. Едно нашите, како што кажа, ние минатиот петок на 26 ја промовиравме втората поред анализа на случаи на фемициди, убиства на жени во Република Северна Македонија. Првата го фати периодот од 2008 до 2016. Втората анализа која што сега ја промовиравме го фаќа периодот од 2017 до 2020. Анализата е спроведена на начин што се направени увиди во судските предмети на убиените жени, односно поставени се однапред одреден точно дефинирани индикатори според кои што ќе се разгледуваат судските предмети, меѓу кои пол, возраст, однос помеѓу жртва и сторител, постоење и претходно пријавено на претходно насилство, дали е пријавено, не е, сопственост на оружје, односно поседување на оружје од страна на сторителот, дали го поседувал легално, дали не е, време траење на постапка, висина на казна, земени во предвид, да речеме, други околности во кои што се случувало. И еден општ заклучок од оваа анализа кој што произлезе е дека на жал податоците повеќе или помалку се поклопуваат на одита, се поклопуваат и со одита од претходната анализа. Значи нема, според вас нема зголемување или намалување на овој вид на злосторство, на насилство врз жените? Во однос на зголемување, односно намалување, може да кажам дека во последните 2 години што беа фатени од анализата, 2019 или 2020, се бележи навистина помал број на случајни убиства на годишно ниво. Ние не навлеговме во можната причина зошто е тоа така. Да, во последните 2 години имаме 4 убиства. Но сепак, овој вид на насилство го нарекувате тивка пандемија. Зошто? Тоа се податоците, тоа се нодите за кои што сакав повеќе да разговарам. Значи, повеќе од 75% од жените кои што се убиени, независно колкава е бројката на годишно ниво, повеќе од 75% се убиени од интимниот партнер.
поранешен или сегашен. Во 2020, на пример, случајот е дека имаме 4 убиени жени вкупно, тоа е според Државен завод за статистика, извината, според Министерство за внатрешни работи, имаме вкупно 4 убиени жени, сите 4 се убиени од интимен партнер. И во ниеден од овие 4 случаи насилство не било пријавено претходно. А имало насилство? Имало, за кое што сведочеле подоцна во судската постапка, сведочеле роднини, блиски пријатели на жртвата. И повторно се отвара прашањето, зошто не се пријавува насилството? И нели во текот на овие 16 дена активизам зборуваме и се поголемиот дел од кампањите се однесуваат на тоа да ние ги охрабриме жртвите да пријават. А што се случува откако ќе пријават? Она што ние во рамки на мрежа, во рамки на канцеларијата и заедно со организациите членки го разговараме, дали можеби кампањите треба да бидат повеќе насочени кон институциите, кон системот кој што треба да одговори на таа пријава. Затоа што знаете, веќе за семејно насилство особено се зборува повеќе од 20 години во оваа држава. Ние повеќе од 10 години го имаме веќе регулирано и криминализирано семејното насилство. Така да можеби треба да погледнеме од еден друг аспект. Ние ги охрабруваме жените, значи веќе 20 години да пријават. И се уште се случува таа темна бројка на непријавени случаи на насилство, кои што понекогаш завршуваат дури со убиство. Сега има еден аспект исто интересен кој што излезе од оваа ваша презентација е дека дури 99,5% од огненото оружје со кое што се извршени некои од овие убиства се во собственост на мажи во државата. Да, тоа е во суштина анализа спроведена од СИСАК, но нормално кога подготвуваме анализи ги прегледуваме и ги вадиме клучните наоди и од други анализи. Токму тоа ова го покажува дека 99,5% од оружјето во Македонија го поседуваат мажи. Само 0,5% го поседуваат жени. Единствен можеби, да речам, позитивен чекор е направен во однос на ова. Ако ги споредиме податоците од првата и втората анализа, во првата анализа повеќе од 55% од жените во убиствата, кои што биле убиени, било користено огнено оружје. Овде процентот во вториот период е 21% од убиствата биле извршени со огнено оружје. Да. Значи, очигледно активностите кои што се насочени кон оружјето даваат резултат. Дали е тоа случајност или не, ќе видиме. Ние се надеваме дека во следниот период од 4 години ќе успееме да направиме и повторна анализа за да можеме да ги следиме трендовите, но како и да е што се работи, што и да е тоа што се работи во однос на оружјето, сега за сега дава некакви резултати. Тоа едно од нашите препораки за тоа што конкретно во оваа анализа 3 од убиствата беа извршени со огнено оружје, и кај трите постои дозвола за поседување. Така да, за да работиме на... Зборуваме за 4 убиства во текот на 2020 година. Да, не за сите. За целиот период од 2017 до 2020, периодот кој што е офатен во оваа анализа, случајни се 26 убиства на жени. Да, јас овие бројки за 2019 и 2020 ги споделив затоа што се намалена бројот. Во првите 2 години имаме 9. Па имаме 6, па имаме 4. Вкупно се убиени 26 жени, со тоа што колку тие претходно пријавиле насилство? За останатите не знаеме. Сега што се случува? Ние, како што кажав, ги правиме, анализата ја правиме на основа на увиди во судски предмети. Увиди добивме дозвола само за 16. Се обративме до сите основни судови каде што се случени убиствата кои што имале надлежност и кои што ја воделе постапката, или до јавни обвинителства, затоа што имавме и два случаи каде што сторителот се самоубил, откако ја убил жртвата, и тие предмети јавно обвинителство ги затвара, ги води и ги затвара. На жал добивме дозвола за увид само во 16. Некои од судовите воопшто не ни одговорија, за некои од случаите воопшто немаше почната постапка. Немаше предмет никаде. Но од она што ние го најдовме во
медиумите и во дневните билтени на МВР, од овие 26 убиства, 22 може да се квалификуваат како фемициди. Значи, убиството е извршено од или од интимен партнер, бивш или актуелен, или од друг машки член на семејството. Од направените увиди, 16 направени увиди, има 14 фемициди, значи согласно нели сите индикатори, според кои што го квалификуваме делото како фемицид, и ниедно од овие 14 нема пријава. Во овие 14 увиди на судски предмети нема претходна пријава за насилство. Нема претходна пријава за насилство, а информацијата дека постоело насилство се добива во судската постапка од блиски пријатели и роднини кои што сведочи. Кои што сведочеле. Добро, сега немаме уште многу време. Јас сакам да ве прашам што се вашите препораки? Имате ли некои препораки? Можно ли е воопшто да се има препораки во вакви случаи, бидејќи тоа е широк опсег на институции кои што би можеле да влијаат да се намалат овие мрачни бројки? Секако, една од главните препораки е измени и дополнување на кривичниот законник, односно предвидување на посебно кривично дело, кое што ќе гласи убиство на жена, и кое што ќе предвидува повисока санкција за сторителот. Другата евентуална опција е појасно специфицирање на отежителните околности, да не биде само убиство извршено во семејно насилство. Има неколку предлози кои што се однесуваат на примерите од европските земји. Например, убиство како резултат на семејно интимно партнерско, смрт на жени и девојки како последица на штетни практики. Тука е убивање на жени во име на чест, женско генитално сакатување, таргетирано убивање на жени во вооружен конфликт. Значи, сите овие форми и на фемицид може да бидат јасно предвидени како отежителни околности, за да може да биде појасно зашто се работи, за каков вид на убиство и да бидат согласно тоа предвидени повисоки казни за сторителите. И што друго? Се извинувам. Многу друго. Во студиото веќе влезе и обвинителката за организиран криминал, главната обвинителка госпожа Вилма Русковска, која е следната, која ќе седне овдека на масава, со големо внимание не слуша. Какви би се впечатоците за тоа како постапува обвинителството за овие случаи за кои што говорите? Има ли таму празнини кои што може да се унапредат? На одита, од втората анализа, од тој аспект, пошто и тоа го следавме, време траење на судската постапка и висина на изречена казна, можам да кажам дека се позитивни, односно е направен позитивен исчекор во однос на претходната анализа. Предметите се завршуваат за многу кратко време, така покажа. Увидите, значи време траењето на судската постапка е значително намалено. Подолго траат само оние постапки каде што постои сериозна психичка состојба, растројство кај сторителот, па е потребно нели вештачење и тоа е процес кој што знае кој што може подолго да трае. Мислев да влеземе со критика за нешто за госпожа Русковска, ама одека ја пофагивте и тешко ќе. Тоа е навистина единствениот позитивен исчекор и единствената разлика во наодите помеѓу првата и втората анализа. За нас е тоа многу значајно, но повторно ќе беше уште позначајно да можевме да направиме увид во сите предмети, затоа што не се многу, тоа се 26 увиди. Ние добивме дозвола само за 16. Со однос на основното јавно обвинителство на национално ниво, зборувам, ние собраќавме директно до надлежните. И во споредба со судовите можам да кажам дека малку е позатворено како институција. Добро, благодарам многу на овој преглед на овие ваши податоци кои што верувам се уште повеќе, но вие имате 16 дена активизам, а ние овде цела сезона ги разговараме овие женски проблеми, теми и така натаму. Благодарност за денешното учество во утрински брифинг. Благодарам за поканата.